Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или Светот на Божјата мајка. Овој пат со поднаслов Деца на сонцето. Сонцето како символ се проблематизира негде пред 20 на години, кога Македонија под притисок на Јужниот сосед го смени уставот и го смени своето знаме, кое беше 16 кракото сонце, древниот исконскиот македонски символ. Ваквото ултимативно барање грците го поставија од проста причина што тие сметаат дека древните македонци биле грци, оттаму тие имаат ексклузивитет на користење на името Македонија и македонските символи. За жал, на нивна страна застрани целата Европска Унија и ги поддржа во таа работа. Вечерва ќе се обидеме, се разбира аргументирано, да докажеме дека историското право на користење на символот сонцето е македонско. Македонците имаат неотугиво право, изворно, исконско, реков. Се разбира, ние не им пречиме и на другите наши соседи, ако сакаат да ги користат тие символи. Видовме од претходните емисии дека древното културно наследство на Балканот, на древните пелазги, им припаѓа на сите, затоа што во крвта на сите наши соседи тече древната пелазгиска крв. Ние видовме во изминатите емисии, тоа аргументирано го докажавме, дека најстарата држава во Европа е Македонија. Македонија е единствената земја која што имаше и единствениот народ што имаше држава пред Христа и денес постои под истото име. Македонците се единствениот народ што се запишани во Библијата и денес обстојуваат со истото име. Се што е поттикнато од овие балкански простори, најстарите цивилизацијски придобивки видовме според Енгелс потекнуваат од варварите кои живееле на северот хелените. А на северот хелените живеа само македонците и никој друг. Од овде почна кованјето на најстарите монети. Од тука почна и е дистрибуирана и изработена најстарата музичка скала, најстарите географски карти, најстарото писмо, најстарата архитектура, митологија, најстарите епови, театрите и така натаму. Да ги набројуваме, ги набројувавме во претходните емисии. Значи, се започнува од Македонија. Постара од Македонија е само сонцето. Македонија, ако е позната со нешто, тоа е позната по сонцето. Со 270 сончеви денови во текот на годината е едно од најсончевите подрачја во Европа. Затоа и логично е изборот на древниот и првиот и најзначајниот символ да биде сонцето. Меѓутоа, неговиот избор не е случаен, не е само поради неговата старост. Сонцето значи живот, сонцето значи филозофија, значи религија, тоа е митологија. Едноставно, за нас македонците, сонцето е идентитетот. Ние се идентификуваме со сонцето. Цел свет не препознава по него. Меѓутоа, мотивите за неговиот избор не се едноставни, не се случајни, тие се многу длабоки и суштествени, се разбира. Се јавува како 16 крако, како 12 крако, се јавува и како 8 крако сонце. Може да се јавува и како круг, може да се појави како сончеви зраци, може да се појави како крст, како двоен круг, може да се јави како розетна. Сите ќе видиме и ги видовме досега на бројни артефакти низ овој серијал. И лавот е сончев символ. Тоа е земното сонце. Ако го разложиме, зборот Арслан, што е старомакедонски збор за сонце, што ќе видиме? Ар и слан. Ар е земјата, слан е слнцето, како што изворно го нарекувале древните македонци. Гледаме дека тоа е македонизам во турскиот, а не турцизам во македонскиот јазик. Сонцето го наоѓаме секаде и во сите епохи. Од најдревните времиња до денес. Го има во храмови, го има во цркви, го има во манастири, го има на надгробни плочи, го има на оружја, шлемови, штитови, мечеви. Го има на нахитот, го има по каселите кај што древните македонци па и до ден денеска ги чуваат своите свечани облеки. Го има на карпи, го има на монети, го има на садови и така натака. И театрите, древните македонски театри, ако ги погледнеме на територијата на древна Македонија, се во знакот на сонцето.
Секој што отишол во Охрид, во Стоби, во Скопје, ако ги погледа древните театри, ќе види дека тие се изградени во форма на половина сонце, сонце во изгрев. Сцената од театрот исто така е сонце во изгрев, половина сонце. И македонското оро од древнина на ден денес има форма на сонце, или половина или цело, ако е затворен круг се разбира. Овде пред мене е книга од Ташко Белчев на која е прикажан ковчегот од Кутлеш. Грците го нарекуваат Вергина, од 1926 година е преименуван во Вергина, за да се прикријат трагите на древната македонска венецка пелазгиска цивилизација. Тоа е познатиот ковчег што најден во гробот на Филип пред 30 години. На него се гледа 16-кракото сонце, а во средината овде за жал не се познава баш најдобро, немам подобра фотографија од него, во музеите го има. А во средината се светловиолетовите зраци на грците велат розата, меѓутоа ние знаеме дека тоа е здравецот, цветот на здравецот. Традицијата за негување на здравецот кај нас македонците трае до ден денеска. Сите во Македонија знаат дека македонските жени своите деца на Велики четврток пред Великден ги капат во вода во која се става црвено јајце и цвет од здравец. Тоа е символика сочувана до ден денеска. Во наредните песни ние имаме повеќе творби во кои што се спомнува здравецот. Сите ја знаат песната Здравче Венче, да не ја цитирам сега, да не ја кажувам пред гледачите. На Плавошник, господинот Паско Кузман, своевремено, кога откри златната маска покрај Горна порта, ги откри мегарските чаши со 16-кракото сонце на дното од нив. Светот, научната јавност ги запозна. Ги запозна и господинот Нимиц при посетата на Македонија, меѓутоа, за жал, немаше резултат голема таа работа. Тој овие работи си ги промолчува, си ја тера својата работа, иако тоа е символ најден овде на оваа територија каде што никогаш не живееле грци. Македонците својот бог го нарекуваат Дзе, односно го нарекувале Дзе. Потврда имаме на каменот од Розета. Грците го нарекуваат Зевс. Потврда дека тоа е изворно македонско божество ќе најдеме во нашата денешна азбука, но се разбира и во древната македонска азбука. Видовме ние тоа низ претходните емисии. Јас за оваа прилика подготвив една графика. Би сакал да ја представам на гледачите. На неа е македонската буква Дз. Јас мислам, може би се лажам, и тоа мислам дека сме единствениот народ што во својот јазик ја има буквата Дз. Ако вкрстиме две букви Дз, што добиваме? Тоа е свастиката во една пластифицирана форма. И тоа е соларен символ. Имаме прилика да зборуваме за крстовите, меѓутоа тоа во еден нов серијал подготвуваме нешто повеќе за македонската митологија, македонската религија и врските со денешното христијанство. Ќе бидат тоа многу интересни емисии. Ако вкрстиме 4 букви Дз, што добиваме? Добиваме розетната, најексплоатираниот македонски символ после 16-кракото или 8-кракото сонце. Значи, ние македонците преку својата азбука, преку својот јазик сме си ги патентирале своите символи. Не може никој да ги открадне. Грците немаат буква Дз, нити никој од соседните наши држави. Следниот артефакт кој сакам да го покажам на македонската јавност, досега имаше можности да го види. Гледачите на телевизија Сонце
го видоа. Тоа е вазна од познатиот древен сликар Амазис, на кој е представен Ахил. Многу интересна слика. Што на неј забележуваме? На шлемот гледаме козата, еден од најдревните македонски символи. Објасниве во претходните емисии зашто е тоа така. Гледаме на неговата опрема. Крстот со 4 огнила. Србите велат дека тоа значи само слогата Србинот го спасува. Меѓутоа, во времето кога се одржува Тројанската војна, 12 век пред Христа, од кога се овие мотиви, на Балканот не постоеше ни српска, не постоеше ни грчка држава. Зошто е интересен овој символ? Крстот со 4 огнила. И тоа е соларен символ. Тоа е вечниот круг, вечното движење. Изреката Пантареи очигледно некој е украл од древните македонци. Тоа се 4 годишни времења, 4 позиции на сонцето. 22 јуни знаеме дека денот е најголем. Тоа е време кога се пече лебот и кога зрее житото, време на жетва, кога се обезбедува храната. 23 септември е една од двете равноденевици. Тоа е период, тоа е време на даж Бог. Ама не даж Бог од 6 век, него од многу поодамна. Даж Бог дава дажд или дожд, ние што денес го велиме. Дождот ја напојува земјата, ја оплодува, ја подготвува за идната сеидба. 22 декември денот е најмал, меѓутоа после тоа тој почнува постепено да расне, до Божик велат старите, ќе мрдне толку колку што ќе прерипа птицата преку прагот. Чи тоа е време на младото сонце. Тогаш се раѓа младото сонце. Денот почнува да расте, значи доаѓа времето на младото сонце, која се вознесува, која што постојано расте. И на крај доаѓаме до 22 март, кога завршува годината, се заокружува тој циклус на вечно движење, на вечен круг, за да отпочне се ново. Тоа е времето на богот Перун. Ние богот Перун го видовме, има прилика гледачите на телевизија Сонце да го видат. Еве го на една етруска фреска од 6 век пред нашата ера, на која што децидно е запишано името Перун. На етруски јазик, но словата се многу блиски до денешниве. Тоа е троглавиот бог Перун, кој со своите громови и грмотевици со својата гласност ја најавува пролета, го најавува новото лето, ја најавува новата година, кога се цути, се буди. Вегетацијата станува бујна. Затоа древните македонци кругот на дрвото што се создава со еден годишен циклус го нарекуваат год. Значи завршува една година. Енглезите очигледно своето име за бог, односно год го зеле од древните македонци. Дека е тоа така, дека македонската година почињала со месец март, кој во древниот календар се нарекува Ксант, потврда имаме од еден артефакт кој што ни го оставил најголемиот древен или антички географ Толомеј Клавдиј од Александрија. Тој е најголем астроном и географ. Тој ни оставил еден календар, многу интересен за нас македонците. Што на него можеме да забележиме? Надворешниот круг, тоа се зодијачките знаци. Би замолил режијата да малку поодблизу и подетално ги прикаже овие зодијачки знаци. Ке ги видиме сит идентични како денеска. Во вториот помал круг испишани се месеците испод 12 апостоли кои што ги представуваат 12 месеци. Интересна е азбуката, скоро идентична со денешната кирилица. Погледнете ги месеците: јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември до декември. Идентични. Меѓутоа,
Овде се интересни други два детали. Ако забележувате, го знаеме, во денешниот календар, СТО-то нове дека се септември, октомври, ноември и декември. Меѓутоа, значењето СТО-то нове дека е 7, 8, 9 и 10 месец. Римјаните очигледно го превзеле од древните македонци, меѓутоа не го знаеле нивното значење. Само механички го препишале и го утнале датирањето. Затоа што ако македонскиот календар почнува од март месец, точно сете е 7, не е 9 месец септембар. Затоа древно-македонскиот календар завршува со февруар. И логично да завршува во февруар, затоа што секоја престапна година, секоја четврта година, 29-тиот ден се додава во февруар. Ако беше последен месец декември, ќе се додаеше на декември, не на февруар. Еве од кога е земен древниот календар. И друга многу позначена работа од овој календар, тоа е објаснувањето што го дава Птоломеј, односно научниците кои што него го обработуваат. Ако забележите, ова е препис од 8 век и се наоѓа во Ватиканскиот апостолската библиотека во Ватикан. Инаку Клавдиј живеел, роден е во 1 век, умрел кон средината на 2 век. Значи ова дело е работено, пишувано во почетокот на 2 век. Гледајте азбуката во 2 век, гледајте ги зодијачките знаци, гледајте ги месеците. И тоа што ја објаснува? Во центарот е вели сонцето, ние го велат Хелиос, ние Или или Иво, идентификуван како Исус. За древните македонци Исус бил сонцето. И оттаму произлегува култот и митот за Исус. Што од ова може да се заклучи? Може да се заклучи дека христијанството само е логичен след, продолжение на древната македонска митологија. Митологија стварана и градена на Олимп и околу незе, каде што живеат древните македонци. Ние видовме дека од Страбон и другите древни автори Олимп е македонска планина. Таму живеа македонците и никој друг. Се до 1912 кога прв пат таму доаѓаат грците, се разбира. Потврдена тоа, ние старите митови, од кои се видовме во прошлите емисии, прво е создаден митот за големата мајка, која го роди Уран, се вкрсти со него. Резултат на тоа вкрстување видовме што е се што е на земјава планета, и живо и мртво. Таа се вкрсти со него, затоа крстот е еден од најстарите символи на оваа земја. Потоа имаме Геа и Крон. Геа го роди Крон и беше негова сопруга. После тоа е Хера и Дзе. Хера го роди Дзе и беше негова сопруга. На крај доаѓа Богородица која го роди Исус. Тоа е само продолжување на таа древна македонска митологија. Ако се разложи с Богот Богородица, што добиеме? Богородица. Богот го роди ца, смртната жена, жена од крв и месо, како што е и всушност запишано во Библијата. Се прашал ли некој зошто на секоја фреска во било која црква да отидете или манастир ќе видите Божјата мајка Богородица со македонското сонце на чело и на градите. Тоа е древна македонска традиција сочувана до ден денеска. Македонците, видовме во претходните емисии, се пеласти или беласти. Тоа се белите луѓе. Беластите. Зошто ова го потенцирам и сакам да го поврзам нешто со македонскиот идентитет и македонската религија, односно денес христијанство и нашиот идентитет. Значи, белите луѓе, пеластите се белите луѓе, сјајните луѓе. Тоа се мизите, како што се нарекуваат во еден период, јас би рекол мисите, тие што имаа мисијата да го дадат Спасителот. Зашто ова го потенцирам? Да видиме диалектиката на зборот светол, бел, сјаен. Само од тоа иде од светол, иде во свет, од свет во славен.
Диелектиката зборува дека само светлото може да биде свето, а само светото може да се слави. Од таму името славени или словени, кој што ние го прифатиме. Робовите сака да не наречат погрдно, како склави, робови, значи робски народ, ние ги преведовме суви преку вода и си го прифативме слави. Тие што ја пренесува славата на, видовме, писмото, архитектурата, пишаниот збор, монетарната политика, обработката на металите, архитектурата, театрите, се е започнато, географските карти. Значи, народот што ја понесе славата, но и народот што ја имаше мисијата да го даде Спасителот. Погледнете било која древна карта, ќе видите дека Мизија се наоѓа во Мала Азија, меѓутоа се наоѓа и целиот Балкан. Имаме горна и долна Мизија. Долната Мизија со центар е во Охрид. Ако се стават на увид древните записи, древните библиски записи, посебно кумранските записи, најдени во солените пештери во Мртвото море, кои денес се чуваат како најголема тајна, мислам дека на светот ќе му стане јасно кој е кој и кој создавал и што чинел на овие простори, но и пошироко. Нема да ме чуди да се изнедри Јерусалим на бреговите на Белото езеро. Сонцето е многу стар символ. Го има во сите временски периоди, од најдревните времиња до ден денес, на нашата територија, Република Македонија, но и пошироко на целиот Балкан. Затоа тврдењето дека Македонија е коминтерновска творба и дека символот сонцето е украден од грците во најмала рака се смешни. Зашто ова го велам? Основен символ на древните грци, односно на древните атињани, нивниот најголем полис, беше буфот. Јас го представив во неколку претходни емисии. Го извадив од книгата Грчко чудо на Војтех Заморовски. Ке замолам режијата да го пушти. Значи, буфот е нивниот основен символ. Символ кој што символизира мракот и темнината, ја символизира ноќта. Буфот е ноќна птица. Македонскиот символ е сонцето, кој што символизира светлината. Овие два поима се антиподи, се противречни, не можат да идат заедно. Ако го имаат символот буфот, не е нивни символ сонцето. Да подсетиме, за хелените сонцето е пробисвет, неранимајко. Тоа ни го соопшти Грейвс, еден од најголемите познавачи на древната митологија, кој врз основа на заклучоците и искажувањата на Аристофан, ќе каже дека древните атињани, древните хелени го сметале сонцето за пробисвет, за неранимајко и неговото чествување, неговото славење го сметале за непатриотски чин. Едноставно, тој не бил грчки символ. За разлика од хелените, македонците сонцето го издигнаа на ниво на државен символ, незначаен символ. Тие до ден денеска како таков го слават. Затоа, господин Стюарт, амерички научник, 1983 година во Вашингтон во својата книга ќе забележи: сонцето и розетата ќе треба да се примат како македонски печат и карактеристичен распознавачки знак на македонците, што целосно се реплицира и кај тракијците. Ке се послужам и со Херодот. Ние Херодот доста го експлоатиравме во овој серијал. Овој пат ќе ја цитирам неговата 8 книга, 137 до 139 стих, каде што тој зборува за тројцата браќа Гаван, Европ и Пердика, отишле да служат кај еден македонски крал во Горна Македонија. Таму биле најмени. Меѓутоа, после известно време им откажал кралот службата и им наложил да ја напуштат територијата. Тогаш тројцата браќа македонци си ја побарле својата плата за извршената работа. Наместо тоа, револтираниот крал, затоа што му бараат пари, им покажал на сончевите зраци
кој што низ отворот на покривот паѓале во средиштето на просторијата каде што било огништето, значи им покажува на сончевите зраци, им вели: еве ви вашата плата, земете си ја и одете си. Постарите браќа Европи и Гаван се позамислиле малце, вчудено винени, револтирани се разбира, а најмладиот, очигледно и најмудриот, Пердика, со својот меч ја обележил територијата во форма на круг каде што паѓале зраците и символично се наведнал и 3 пати заграбил и ставил во пазувата сунчевите зраци. Ова е древна македонска традиција и не случајно Херодот ја опишува во својата историја. Огништето е центарот на собота, тој што го владее центарот на собота и целиот простор во неа го владее, символично пренесено на територијата надвор. Оно што го владее центарот на земјата, ќе владее целата земја. Затоа имаме запис кај Квинти Курти Руф во биографијата за Александар Македонски. Тој го бележува случајот кога Александар ја го освоил Египет и во Александрија ги оцртува во круг практично границите на новиот град што ќе го гради. Со тоа тој им дава наложува на своите луѓе да извршат наредбата. Така го третира Квинти Руф ова, во форма на наредба кој тие мора да ја извршат, затоа што тоа што ќе владее со овој центар ќе владее и со целата египетска земја. Се работи значи за древна цивилизација со векови, со милениуми чествувана кај македонците. Сакам да спомнам и да објасниме денеска еден друг термин, кој што во науката се третира како хеленизам или хеленистички период и го опфаќа периодот од времето на Александар Македонски, односно времето на неговите походи на исток, па тоа е времето се до последната македонска кралица Клеопатра VII Македонката. Зборувавме за неја во претходната емисија. Овој поим го втемели, го измисли и го воведе Јохан Густав Дройзен 1836 година. Тој е советник на баварскиот принц Ото, кој што 1832 година ќе биде крунисан за првиот грчки крал под името Отонос I. По ова гледаме зашто и од кои причини господинот Густав Дройзен го вовел овој термин. За жал, целата светска наука го прифаќа и го третира како хеленизам. Меѓутоа, не сите, има и луѓе кои што со резерва, со скепса го примаат ова, па дури и директно кажуваат дека тоа не е така. Самиот земјак на Густав Дройзен, Хајнц Крајзик, во својата историја на хеленизмот, ќе изрази резерва. Го прима хеленизмот со резерва, велам, поради тоа што го смета за несоодветен и изнуден. Видите колку прецизно и кратко со 2 збора кажал неговиот сонародник за таа работа. Сакам да го цитирам и Николас Хамонд, еден од најголемите познавачи на древната Македонија, историчар, кој што напишал книга Историја на Македонија, ја објавил во Оксфорд 1988 година. Мислам дека ова поново издание, тој таа книга имаше и порано издадена, иначе престојува новија простори и е, велам, голем познавач на древната историја на балканските народи. Што вели Хамонд за фамозната хеленизација? Вели, фамозната хеленизација всушност не постои и дека поправедно и поточно би било епохата која што започнува со 334 година пред новата ера, всушност со освојувачките походи на македонците и нивните сојузници водени од Александар III Македонски во Европа, Азија и Африка, да не се нарекува хеленизам и да не се смета за хеленизација на Балканот, туку да се нарече македонизација на ареалот. Еве што вели еден од најголемите познавачи на древната историја. Извадоков е од книгата на Лидија Славевска, Македонската генеза, прекрасна книга, која што има мноштво на докази за древните македонски корени. Мислам дека секој македонец треба да има и треба да ја прочита. За жал, во нашата наука од 1945 година, во времето на едноумието, па и денес има многу автори кои ја прифатија оваа периодизација. Па периодот
Од времето на Александар Македонски до времето на Клеопатра, тоа се 300 години кога македонците владееја со светот, кога удрија печат не само на македонската, него и на светската историја, кога и после смртта на Александар Македонски 3 македонски кралства начело со Антипатар, тоа е денешната Македонија, начело со Селевкид во Азија, кој што владееше со цела Азија 300 години, и во Египет начело со династијата Птоломеј, која основаше Птоломеј Лагов, брат на Александар, односно полубрат на Александар, кој исто така со своите потомци 300 години владееше со Египет. Значи 300 години време кога македонците владеева во светот, некој сака да го нарече хеленизам. А нашите научници без никаков поговор од 45 навака го прифаќаат. За мене е тоа несватливо. Очигледно е меѓутоа дека за некого е повносно да пишува за хеленизам и хеленизација отколку за македонизам и за Македонија. Очигледно повносно е за некого да работи на програмите на Грчката Академија на науките и на програмите на Српската Академија на науките или на програмите на Минхенската и Бранденбургската Македонија, наместо на програмите наместо на македонски програми. Да се навратиме на каселата на Филип II, тоа е сандаче со македонското сонце пронајдено во неговата гробница. Тоа е сандак кој што сите македонски семејства го има и се уште го имаат. Во неа се чуваа највредните предмети за македонците, мислам од облеката, везовите, токите, елеците, прслуците и така натака, и најубавите руби за свечани прилики. Секој може. Имав и јас во мојот дом своевремено, за жал после земјотресот и поплавата што го снајде мојот дом, во младоста тие исчезна. Секој нека си провери по своите подруми или тавани, да види што нивните древни предци ми остели, да видат на тие ковчези кои символи се наоѓа. До ден денеска во сите македонски градови и села, во старите куќи ќе ги најдете овие касели со соларните символи, сонцето или розетната. Друго нешто сакам да кажам. Подсетете и свртете се, драги гледачи, околу себе и приметите што нашите македонци, нашите работници, нашите селани, орачи, занаетли, дзидари и така натака, како се однесуваат пред да удрат првата бразда или пред да го каснат првиот залат кој ќе седнат на јадење. Забележете, се вртат кон исток и 3 пати ќе се прекрстат. Значи, се обраќаат кон сонцето, кон својот Бог, кон својот омилен Бог, кон својот најстар символ. Тоа останало во колективната меморија на секој еден македонец. Да погледнеме еден друг артефакт. Пред мене статуетката на Тетовската Менада. Откриена 1933 година во Тетово при ископувањето на една куќа. Тоа е мала фигуруна на македонска девојка во разиграна форма, очигледно во форма на играње, значи при игра, со кренати раци нагоре, со испружени дланки кон сонцето, како да сака да воспостави врска со сонцевите зраци. Погледнете на незиниот телек, на незината облека, јас би сакал добро да зумира камерата, за жал не ја успев да стигнам да сега ја најдов, да ја ставам во електронска форма, се гледа сонцето. Целата незина облека има апликации на сонцето во форма на кругови. Датирана е 6 век пред Христа. Меѓутоа, во објаснението на наводните стручњаци се вели дека таа е увезена негде или од Сицилија
или од Атина, односно од Хелада. Велат, веројатно била придружба на богот Дионис, кога го третираат за тракиски и за грчки бог. Замислете, Дионис, оној кој што ние во повеќе наврати имавме прилика да го видиме на повеќе артефакти, и телевизијата Сонце со својата екипа беше присутна, јас заедно со нив на Плавошник. Го гледаме во утробата уште нероден на земјава керката на Дионис и Хармонија. Самото име Дионис видовме што значи, разложете го. Дио и Нис. Дио е два, Нис носен, донесен два пати на свет. Ако ја знае некој, го знае митот за Дионис, знае дека тој бил два пати носен, два пати донесен на свет. Разбирливо само на денешниот македонски јазик. Испаѓа пова кажување на наши новија стручњаци под наводници, јас ги нарекувам измеќари, дека ние сме го немале богот Дионис. Не чествувал на овие простори. Смешна работа, целата светска наука го третираат како автохтоно македонско божество од кое што го зеле сите околни народи. Така велат стручњаците, не знаат која е увезена статуеткава. Меѓутоа, внимателно ако се забележи, што забележуваме? Разиграна девојка во оро со рацете кренати нагоре, со македонските сонца, типична македонско оро тресеница. Позицијата, сите етнолози, сите оние што се бават со фолклор, ги знаат македонските ора, знаат дека тоа е тресеницата. Јас имам една керка која што во младоста како пионери играше во некои игрорни друштва. Кога ја виде оваа статуетка, прво што ми рече: тато, ова игра тресеница. И децата можат да го забележат тоа. Тоа е чисто македонско оро. За жал, некому не му е познато. Сонцето го има и на требенишките маски. За жал, едната однесена во Софија, другата во Бугарија. Меѓутоа и најде господинот Паско Кузман кај Горна порта уште една маска и нанајзе се апликации на македонското сонце. Тоа е тука во Македонија, денешна Македонија, каде што никогаш не живееле грци. Сакам да погледаме и некои други артефакти, ги имавме досега, па бе замолил режијата по редослед да ги пушти. На првата нејзина е Хели, со децата, гласниците, ангелите. Ево го со неговите кочи, како што секој ден со орел од сонцето на главата се воздигнува на небото. Древен македонски символ. Рековме, сонцето не е символ грчки, тие го сметале за пробисвет, за нешто туѓо. Хектор, како се простува од семејството, во раците го држи штитот со 16 кракото сонце. Го имам пред себе Ахил, најголемиот јунак по Тројанската војна, кој видовме се одржувала негде 12 век пред Христа. Се наоѓа во Ватиканскиот музеј, 5 век пред Христа, на рамото македонското сонце. Одисеј, на вазна на која се гледа македонското сонце, како го ослепува Полифем. И имаме Геа Поседон и Полибиот и 5 век пред нашата ера Берлински музеј. Гледаме на јунаците македонското сонце на рамото. Го имаме двобојот меѓу Ахил и Мемнон. Ахил го видовме со македонското сонце, еве го и тројанецот Мемнон со штит на кој се гледа македонското сонце. Значи, учесниците во Тројанската војна и од едната и другата страна го истат македонското сонце. Го гледаме Одисеј како го предава оружјето на Неоптолем. Го предава Ахиловото оружје после неговата смрт, црвена фигурална купа, 490 година пред наша ера, се наоѓа во музеот во Беч. Што забележуваме на оружјето од Ахила и на штитот и на градите македонското сонце. Херакли змиите 480 година пред нашата ера се наоѓа во Лувр. Слика на кјуп. На престолот, односно на тронот, на леглото го гледаме и го забележуваме македонското сонце. Го гледаме Пријан, тројанскиот крал со Елена, убавата Елена заради која што почна Тројанската војна. Над главата на Пријан штитот со лавот, земното сонце, македонскиот символ. Го имаме Олимп, престолот на Зевс, односно македонците го нарекуваат Зе, грците Зевс. На престолот исто така македонското сонце. Се наоѓа во Михинскиот музеј. Престолот на Питија во Делфи, заедно со Еги прикажана. На нејзиниот стол престол како сакате исто македонското сонце.
се наоѓа во Берлин државниот музеј. Еве Пенелопа и Телемах, жената и синот на Одисеј. Уште кога го чекаат над главата на Пенелопа, на разбојот се гледа македонското сонце. Кјузи музеј се наоѓа инаку. Еве еден детал, еден мотив од Арго, бродот на аргонаутите, кога се подготвува за својот поход по Златното руно. Нив ги надгледува богињата Атена, позади неа штитот со македонското сонце. Се наоѓа во Лондонскиот музеј. Што зборуваат овие артефакти? Зборуваат за една цивилизација која што го негуваше култот на сонцето, не култот на буфот. И друго едно што може да се забележи, сите овие артефакти се од времето кога грците уште не беа дојдени на Балканот. Мотивите се значи од Тројанската војна, 1200 години пред Христа, грците доаѓаат 400 години подосна. Меѓутоа се негуваат до ден денес кај нас македонците. Што може да заклучиме од овие искажувања, драги гледачи? Тргнувајќи од разиграната Менада, па преку требенишките ритуални погребни маски, ќе стигнеме до заклучокот дека македонците од секогаш, од најдревни времиња до ден денес, сонцето ги следи и во радост и во тага. Ние го имаме него, значи, и во радост и во тага, го имаме и во војна и во мир. Затоа што гледаме, го има и на оружјето, го има и на штитовите, го има и на шлемовите. Тоа е нашиот живот, тоа е нашиот идентитет. Меѓутоа, дали е така со грците? Дали тие живеат со овој символ, односно, дали живееа со овој символ? Видовме, тие си живеа со буфот. Каде се можеме да го најдеме македонското сонце? За жал, немавме прилика да ги посетиме сите објекти кои што планирахме, прво од временски прилики, а друго поради тоа што во објектите на црквата не ни беше дозволено да влегуваме и да снимаме. Се надеваме, кога ќе почнеме со еден пролетен серијал, ќе обезбедиме таа дозвола, ќе ги прикажеме на македонските гледачи, гледачите на телевизија Сонце во земјата и се разбира и преку океанот, сите позначени артефакти на сонцето кои што се наоѓаат по нашите цркви и манастири. Ќе го најдеме сонцето во Стоби, на археолошкиот локалитет Стоби. Ќе го најдеме во Таор, во близината на Скопје, родното место на Јустинијан. Ќе го најдеме на Виничките теракоти, ќе го најдеме во црквата Свети Спас, ќе го најдеме во црквата Свети Перивлетта во Охрид, на Прагот. Меѓутоа го има и во внатрешноста. Внатрешноста, за жал, не ни беше дозволена. Јас молам режијата која има снимката од Прагот на црквата Свети Богородица Перивлетта, при посетата ја снимивме, да ја покаже на македонските гледачи. Црквата, малата црква во Велестове, мислам че ние од таму имаме снимки, па би ја замолил режијата и нив да ги пушти. Го има во црквата Свети Богородица Пречиста во Кичевско, на подот, огромно македонско сонце во мермер, како што и во Свети Богородица Перивлетта во Охрид, пред олтарот, во мермер, така и во Свети Богородица Пречиста во Кичево. Ке го најдеме во Свети Пантелеймон кај Нерези, го има во црквата Свети Никола во Тетово, во Свети Атанасий во Лешов, ке го најдете во Света Недела и Свети Димитрија во Битола, ке го најдеме македонско сонце во црквата Свети Благовештение во Прилеп, ке го најдеме во Свети Наум, ке го најдеме на фреска од 1349 година во Свети Архангел Михаил и Гаврил Лесновски. Дури ке го најдеме и надпис од слънце. Ке најдеме во црквите во Охрид, во Свети Климент и Свети Никола Болнички. И таа е датирана од 13-14 век. Гледаме сегден из македонските простори, во оваа денешна република наша Македонија, каде што никогаш не живеели немало грци. Од каде овдека, ако тоа не беше древен македонски символ сочуван до ден денеска? Ќе го најдеме и на катедралната црква на Самуил Ност од Ахил во Мала Преспа. Ќе го најдеме у црквата Свети Софија, на портите и на мермерните плочи. Зборувам за Света Софија во Истанбул.
Меѓутоа, може да се најде и пошироко. Јас овдека ќе спомнам само два артефакти. Тоа се македонска фреска, што се наоѓа во вилата Боско Реал во Помпеја, во Италија. И теракотната урна што се наоѓа во вилата Џулија во Рим. И на двете е представена Македонија. Значи на првата фреска Македонија имаме македонски штит, а на втората фреска ја имаме Македонија, жената која представува Македонија, во рацете држи срце поделено на 4 дела, од неа капа и крв, што ја символизира тагата на оваа жена, што ја символизира маката на македонците под паѓање под римската власт. 4 дела на срцето практично ја представуваат 4 дела на разделената Македонија. Делбата што ја направива римјаните после освојувањето на македонската држава. На првата фреска ќе ја видиме жената воздигната и горделива, на втората ќе ја видиме Македонија резигнирана поради тоа што веќе потпаѓа под робство. На крај нешто би сакал да кажам и за Богородица. Секој од гледачите на телевизија Сонце може да отиде во било која црква, било кој манастир, да погледа фреска од Богородица. Што ќе забележи на неа? Наместо канонскиот символ крстот, на нејзиното чело и наградите ќе го види македонското сонце. Буквално во секоја црква, велами, и манастир. Што ова значи? Не може никако да биде случајно. Тоа може да се свати само како култ, само како вознес и прифаќање и почит кон својот Бог на сонцето или Иво. Да не забораваме, ние спомнавме и порано, Хомер во својата Илијада на повеќе наврати Илион, градот кој што го обседнуваат ахајците и нивните сојузници, го нарекува Илов град. Тој е градот на сонцето. За сонцето може да се зборува многу. Мислам дека е доволно. Меѓутоа ние ќе им останеме должни на гледачите во една од наредните емисии напред, кој ќе возможат временските услови, кој ќе безбедне дозвола од Македонската православна црква, да ги прикажеме бројните артефакти кои што сега овдека ги спомнавме како доказ за култот кон најдревниот македонски символ сонцето. Со ова го привршуваме серијалот, ни остана уште 2 емисии. Јас досега во сите од нив се трудев да не искажувам своји мислења, да правам своји анализи, туку претежно да изнесувам артефакти, од кои што гледачите сами ќе заклучат кој е кој и што е што. Во последниве 2 емисии ќе дадам своја анализа и своје мислење зашто ова ни се случува и ќе дадам свој предлог за решавање на овој безсмислен спор што го имаме со нашиве соседи. Значи, за денес толку, а во наредната емисија ќе продолжиме на темата зашто ова ни се случува. После тоа во завршната емисија го дадеме и нашиот предлог, односно мојот личен предлог за решавање на овој бизерен проблем. Благодарам.